Секако дека ги поддржуваме, ние родителите застануваме зад нашите деца и сметаме дека треба Министерството и владата да ги сослуша, да ги прими на разговор и сериозно да ги свати барањата на нашите ученици. Јас не верувам и сметам дека тоа не смее да се случи. Министерство рекоа дека веќе нема да ги примат учениците на разговор. Дека преговорите се завршени. За нив не постои. Што мислите вие околу ова? Со вакви цврсти ставови до каде би одела работите? Па сметам дека треба владата да има слух за барањата на учениците. Колку што сум информирана, децата ќе го продолжат бојкотот и ќе видиме како ќе се одвиваат понатаму работите. Вие ќе ни кажете, ги поддржувате ли учениците? Да, секако. Секако не станува збор ни за каков каприц, ни за политички аспект на проблемот. Едноставно сметаме дека децата се во право и сите овие родители, многу повеќе од родителите сега присутни, ги поддржуваме децата. Апсолутно не е точно. Веројатно тоа е неговото мислење, меѓутоа апсолутно нема вистина во тоа. Нема никаква политичка, кај многу родители, нема политички аспект на проблемот. Едноставно грижа за нашите деца. И сметаме дека навистина се во право. Нашето образование не е во ред. И овие реформи на брзина направени не придонесуваат тоа да се поправи. Нека се направат реформи, меѓутоа среде година на овој начин не. И треба проблемот на вистина на бргу да се реши. Тоа е апел на сите нас родители, овде присутни и уште многу што не се тука во моментот, бидејќи не можат да излезат од работа или од различни причини спречени.